Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, почитувана председателка на Советот на јавни обвинители, почитувана македонска јавност. Советот на јавни обвинители, согласно Законот за Совет на јавни обвинители и Деловникот за работа на Совет на јавни обвинители, за својата работа поднесува годишен извештај до Собранието на Република Македонија. И еве денес на Комисија за политички систем имаме можност да продискутираме околу годишниот извештај за работа на Советот на јавни обвинители во Република Македонија за 2023 година. Отчетноста која треба да ја има во овој извештај подразбира презентирање на работењето на Советот на јавни обвинители пред јавноста во рамки на своите надлежности и на тој начин доближување на неговата работа до поширокиот аудиториум. Транспарентност и отчетноста на обвинителите и на членовите на Советот на јавни обвинители се презентира преку отвореност во донесување на одлуки и преку поднесувањето на извештаи за својата работа, како што е нели или каков што треба да биде овој извештај за работа на Советот на јавни обвинители за 2023 година. Токму Советот на јавни обвинители е институција преку која треба да биде обезбедена и гарантирана независноста на јавно-обвинителскиот систем во Република Македонија. Како институција треба да ги заштитува јавните обвинители, но истовремено и да постапува согласно законите при разрешување на јавни обвинители или при утврдување на нивната одговорност во случај на поведена дисциплинска постапка. Овој годишен извештај можеме да забележиме дека е извештај кој содржи податоци како што се информации од типот на бројот на избрани, разрешени јавни обвинители, број на поведени и завршени дисциплински постапки, кадровски состојби во јавното обвинителство, материјално-финансиска состојба, како и податоци за постапување по представки и предлози од граѓаните и правни лица и останати податоци од делокругот на работата на Советот на јавни обвинители. Од извештајот забележуваме дека Советот на јавни обвинители во текот на 2023 година донел 7 одлуки за објавување на оглас за избор на јавни обвинители, од кои 4 се однесуваат на огласи за избор на јавни обвинители, останатите 3 за избор на член на Советот на јавни обвинители, од редот на јавните обвинители, тоа од подрачје на Висше јавно обвинителство Скопје и Висше јавно обвинителство Штип, и останатите од редот на јавните обвинители од припадниците на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија. Советот на јавни обвинители во текот на 2023 година извршил избор на 42 јавни обвинители, 4 јавни обвинители во јавното обвинителство на Република Македонија, 4 во вишите јавни обвинителства, 3 јавни обвинители на основните јавни обвинителства, 3 јавни обвинители во обвинителството за организиран криминал и корупција и 28 обвинители во основните јавни обвинителства од редот на кандидатите од Академијата за судии и јавни обвинители. Изборот на јавни обвинители директно од Академијата на судии и јавни обвинители, истата она академија која распишуваше конкурси за време на избори и беше директен учесник при повредување на правото и непочитување на законите во нашата држава. Со системска методологија, претходната влада предводена од СДСМ и ДУИ имаше директно влијание при изборот на кандидатите за Академијата на судии и јавни обвинители. Заев и Рашковски од своите канцеларии правеа избор на кандидати кои по завршување на Академијата ќе бидат судии и обвинители во Република Македонија. Советот на јавни обвинители не ја остварува својата основна и приоритетна надлежност за создавање на квалитетна и ефикасна јавно обвинителска организација со правилен избор на квалитетни јавни обвинители како носители на јавно обвинителската функција. Советот на јавни обвинители во текот на 2023 година донесувал и одлуки за престанок на функцијата на јавен обвинител по разни основи, меѓутоа можеме да забележиме дека повеќето од случаите основ за престанок на јавно обвинителската функција е исполнување на условите за старосна пензија или поточно во 8 вакви случаи, додека кога станува збор за одлучување во втор степен во жалбена постапка за утврдување на дисциплинска одговорност на јавен обвинител, има донесено 2 одлуки, од кои само една за разрешување на јавен обвинител поради нестручно работење
и една дисциплинска мерка со која спрема еден јавен обвинител за сторена тешка повреда, тешка дисциплинска повреда, повторувам, замислете, му изречена дисциплинска мерка, намалување на плата во висина од 30% за цели 6 месеци. И кога го разгледуваме вака добро скоцканиот извештај, во кој имаме само 2 изречени дисциплински мерки спрема 2 јавни обвинители, во кој Советот на јавни обвинители го оценува како квалитетно работењето на јавните обвинителства, за момент можеме да помислиме дека во Република Македонија обвинителството функционира квалитетно и ја исполнува својата мисија, но од друга страна, за жал е реалната состојба, при што доаѓаме до заклучок дека овој извештај е се, само не е реален. Според последните анкети, судовите и обвинителствата имаат најниска доверба кај граѓаните, или поточно кажано, граѓаните кои целосно веруваат на правосудните органи се паднати на ниво на статистичка грешка. Или целосна доверба во судскиот систем и во обвинителствата имаат само 2% од граѓаните во Република Македонија. 17% од граѓаните во Република Македонија рекле дека имаат делумна доверба во обвинителствата, што значи дека 80% од населението не верува или има сомнеш дека може да ја истера правдата низ институциите кои се задолжени за ова. Крајно политизираните одлуки во областа на владењето на правото, заедно со недоволната транспарентност и квалитет, ја разнишаа довербата на јавноста во судството и обвинителството. Довербата не е подарок почитувана председателка на Советот на јавни обвинители, туку истата треба да се заслужи. А за да имате доверба од граѓаните на Република Македонија, овие граѓани треба да почувствуваат брза и ефикасна правда. Малку ќе прокоментирам и во однос на представките кои се пристигнати до Советот на јавни обвинители, или 176 на број, од кои 130 од физички лица, 17 од правни лица, 12 анонимни и 17 представки поднесени од институции како што се УЈП, ДКСК, Агенција за катастар, нотари и слично. Вие во самиот извештај констатирате дека најчесто представките се поднесени од страна на лица со статус на оштетени, или вкупно 135, каде граѓаните го изразуваат незадоволството од време траењето на постапката, неажурноста во преземањето на действие од страна на јавен обвинител кој постапува по конкретен предмет, како и од донесените јавно-обвинителски одлуки и решенијата за отфрлање на кривична пријава. Во самиот извештај имате констатирано дека во текот на проверките на наводите во представките воочени се пропусти во постапувањата на јавните обвинители и од страна на повисоките јавни обвинителства или вишите јавни обвинителства. Замислете, им е укажано во иднина да не се повторуваат вакви повреди. Советот утврдил основани представки и за тоа го известил јавниот обвинител на Република Македонија, како што кажа колешката Панова, извештајот од тоа никој досега го немаме видено. И тука се поставува прашањето дали Советот на јавни обвинители целосно ја исполнува обврската која има согласно со закон и деловник за работа, или односно да постапува по представките поднесени од страна на граѓаните, правните лица за работата на јавните обвинителства. Еве, јас ќе кажам дека не ја исполнува, ниту Советот ја исполнува таа обврска, ниту вишите јавни обвинителства. Бидејќи од извештајот не видовме дека е поведена ниту една дисциплинска постапка, а вие сте констатирале дека представките се по основ на представките, а вие самите констатирате дека представките се основани. Па барем по оние представки кои ги квалификувавте како основани, по тие да постапевте. Неопходна е реформа во оваа институција. Со 2% доверба го потврдуваме фактот дека граѓаните во Република Македонија се обесправени, немаат правна сигурност, во Република Македонија нема владење на правото. И не треба да чекате да има распуштање на Советот на јавни обвинители. До сега требаше сите до еден да си поднесете оставки, бидејќи вие сте се само не независна институција. Ви благодарам.